Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Општо позната тајна е дека СДСМ пред 4 години брзаа да дојдат на власт за да ги сместат нивните фирми да работат за државните институции на тој начин да заработуваат пари. Тоа е случај со адвокатските друштва во СДСМ. Класичен пример е адвокатското друштво Делеге, кое е преку 5 државни институции по основ на месечни или повремени паушали во периодот од 2017 јуни до декември 2021 година инкасирале околу 55.000 евра. Имено, адвокатското друштво Делеге, ова е слика испринтано од официјалната веб страна на адвокатското друштво, е во собственост на адвокатите Снежана Калеска-Ванчева, тоа е тука потенцирана, и одредена адвокатка Виолета Василева. Снежана Калеска-Ванчева е пратеникот од редовите на СДСМ, инаку претседател на форумот на жени токму во СДСМ. Исто така, како пратеник, голем, така наречен борец за правна држава која што гледаме дека не функционира. Министерството за образование и наука, Национална агенција за европски образовни програми, Агенција за енергетика, Државен студентски центар и Агенција за странски инвестиции се институциите на чии сметки било закачено и се уште е закачено адвокатското друштво Делеге. Како е можно баш ова адвокатско друштво за само 3,5 години да земе 55.000 евра? Кој е одговорот на пратеничката Снежана Калеска-Ванчева што токму ова адвокатско друштво, каде што таа е основач и содружник допред да стане пратеник, земало над 55.000 евра од овие институции во текот на овие 3,5 години? Очигледно е. Почитувани граѓани, ова е начинот на СДСМ како заработуваат пари на грбот на граѓаните. Калеска во собрание објаснува за правните норми и правната држава, а позадински низиното адвокатско друштво, што го основала предходно пред да стане пратеник, земало 55.000 евра од државни институции по основ на паушали. На кој начин овие институции, каде во најголем дел од директорувањето бил само еден човек директор од СДСМ, и цело време токму оваа фирма ги добивала паушалите? На кој начин токму ова друштво ги добивало паушалите? Почитувани, СДСМ има безброј вакви канали за испумпување на парите на граѓаните по било кој основ. Тоа мора да се прекине. Ја повикуваме антикорупцијската комисија подитно да отвори постапка и да провери дали сето ова е направено во рамките на законот. Може би е направено во рамките на законот, но дали има судирни интереси, дали е етички, морално и по законот за судир на интереси. Благодарам.